коментирам оно што во наредниот период планираме да го правиме со новиот инвестицијски фонд. Инаку, накратко би сакал само да ве запознам со друштвото. Тоа е формирано во текот на 2009 година, на почетокот. Главен акционер е Комерцијална банка. Формирано е во почетокот со оснивачки капитал од 500.000, што дополнително е зголемен во текот на 2013 за дополнителни 200.000, така да во моментот друштвото располага со основен капитал од 700.000 евра. Инаку, како што веќе споменав, во 2009 ние почнавме со еден инвестицијски фонд, тој по начин на управување на средствата влегува во категорија на балансирани фондови, што во тој момент делуваше во принцип барем во тој момент не беше соодветно прифатено од страна на инвеститорите, бидејќи се уште беа свежи сеќавањата од негативните искуства на инвестирање во текот на минатиот економски циклус, кога за жал голем дел од инвеститорите во Македонија претрпеа сериозни загуби и поради тоа во принцип овој тип на фонд не го привлече вниманието кое што беше на почеток очекувано, па поради тоа во текот на 2011 година формиравме два нови фонда. Едниот од нив е паричен фонд, другиот е обврзнички фонд. Накратко, тоа се фондови кои што влегуваат во групата на фондови со поконзервативна политика на инвестирање и всушност тие представуваа и пресвртница генерално за оваа дејност во Македонија, бидејќи појавата на паричниот фонд значеше и појава на фонд кој што всушност и обезбеди посериозни приходи за да од денеш аспект гледано изгенерираме доволно средства и денеска можеме да збориме конечно и за нормализирање на работењето воопшто на оваа дејност и остварување на нормални приходи кои што во голема мера веќе кај голем дел од друштвата се доволни за покривање загубите кои што во тој почетен период настанаа во работењето. Инаку, во контекст на оно што веќе беше издискутирано и како прашање поставено кои се ефектите од фондовите, без да бидам сватен како некој што препорачува да се инвестира, би сакал само накратко да ви кажам дека овие три фонда имаат различни ефекти во зависност повторно од инвестиционата политика на вложување на средствата. Балансираниот, да речеме, во изминатите 5 години оствари принос во просек, збориме, 8,5%, понатаму обврзничкиот фонд оствари просечен принос од 6,5%, додека пак паричниот има принос на 3%, што во принцип представуваше причина која што генерално ги мотивираше инвеститорите во изминативе години да ни веруваат и да во моментов, да кажеме, управуваме со средства кои што изнесуваат 43 милиони евра. Друштвото управува, има средства на управување што представуваат 55% од купниот пазар во Македонија, така да генерално во изминатиот период успеавме да ги поставиме работите и она што остана понатаму е всушност формирање на овој еквити, односно фонд во конкретниот случај индексиран, кој што во принцип представува заокружување на понудата која што ја нудиме на нашите инвеститори. Пред да предам на конкретниот фонд, односно деталите околу начинот на работа на овој фонд, би сакал само да накратко кажам какви се глобалните трендови, односно каква година имаат глобалните светски пазари, финансиски пазари од аспект, да речеме, на остварување. Значи, доколку се гледа заклучно со 31.3.2017 година, може да се заклучи дека воопштено пазарите на капитал имаат тренд на раст, многу поголем, посилен раст имаат земјите во развој, во кои што влегуваат Јужна Кореја, Кина и така натаму, или гледано преку тој агрегатен индекс на Emerging Markets, растот е 10,7%,
од аспект на сектори доминира, да речеме, од аспект на профитабилност секторот технологија, додека во рамки на обврзниците ајде да кажеме, приносен е секторот на high yield, односно високо приносни обврзници, кој што во изминатава година имаше остварување од 1,5%. Понатаму по индустрии исто така сликата е слична и од почеток на годината. Растот е најзабележителен во секторот технологија. Она што во принцип заостанува е секторот енергија и од тука генерално и голем дел произлегуваат односно загубите и слабите резултати кај одредени економии кои што исклучиво се подпираат на овој сектор, како што е на пример Русија. Веќе некој од дискутантите спомена кои се остварувањата во изминатиот период, да речеме во изминатиот 8 годишен период, односно ако како репер го земе 1 јануари, можеме да констатираме дека S&P индексот има раст од речиси 150%, понатаму индексот на германската берза DAX има 137, додека пазарите во развој имаат само 50%. Во исто време имаме сериозен тренд на намалување на каматните ставки, што се рефлектираше преку намалување и на приносите на државните обврзници, односно, например, германската државна обврзница во моментот се тргува на принос до доспевање 10 годишна 0,2, додека пак американска државна обврзница има принос од 2,2%. Околу самиот пазар и очекувањата за наредниот период би сакал да како рамка во која што ќе работи фондот со кој што почнуваме кој што го формиравме, би сакал да истакнам дека во наредниот период се очекува продолжување на економскиот раст и во САД и во ЕУ. Баш последните показатели за Purchasing Managers Index од утринава покажува дека дури и оваа стапка од 1,4% во Европска унија ќе биде значајно надмината, бидејќи кварталниот ефект кој што би бил остварен во однос на бруто домашниот производ изнесува 0,7%, што на годишно ниво изнесува многу повеќе од овдека презентираните 1,4%. Понатаму, нешто што силно ќе влијае позитивно на пазарите на капитал, сега ќе биде и растот на цените на енергетиците и суровините. Тој тренд е веќе отпочнат во текот на 2016, меѓутоа ако се имамо предвид дека инвестициите во овие два сектора представуваат 37% од вкупниот обем на инвестиции во светски рамки, порастот на цените укажува дека токму овие, да речеме, индустрии ќе бидат двигатели на вкупниот инвестициски циклус и од тука се очекува и раст соодветен на бруто домашниот производ. Понатаму во Америка и понатаму се очекува раст на добивките од 10 до 15%. Посебно големи се очекувањата во однос на даночните реформи кои што веќе се спроведуваат во САД. Имено новата администрација како една од мерките што ги најави е всушност намалување на корпоративниот данок од 35% на 15%, понатаму овозможување на враќање, репатриација на средствата кои што се чуваат во странство со даночна стапка од 10%, а доколку се зема предвид дека се работи за средства во износ од 2,7 трилиони долари, заклучокот е дека исто така ќе влијаат многу позитивно на пазарите на капитал. Генерално, овие средства од репатриација во најголема мера по очекувањата на сите финансиски институции е да завршат 50% во реинвестирање на средствата во собствени акции, додека пак останатите 50% ќе завршат во нови инвестиции, 25% во зголемување на дивидендите во наредниот период. Исто така во однос на даночната реформа, би сакал да
да истакнам дека покрај на страната на даночните стапки се очекува и соодветна фискална политика која што ќе биде усмерена кон нови инвестиции во инфраструктура. Во САД по овој основ очекувањата се дека во САД имаме дополнителни 550 милиарди долари, што секако ќе има позитивен одраз не само врз економијата во САД, туку и во Европска унија, што односно ќе има ефект на прелевање, што секако позитивно ќе се одрази повторно на пазарите на капитал. Акциите, како што веќе спомена и претходните дискутанти, не се ефтини, меѓутоа не се ни преценети. Услови кога имате ниски каматни стапки и ниска стапка на инфлација, реално и очекувано е оној price earnings коефициент кој што е соодветна мерка за вреднувањето на компаниите да е многу повисок од просечниот, да ја кажеме, што во изминатиот период е осварен. Ако просекот е 16, во моментот да речеме актуелниот price earnings на развиените пазари на капитал во зависност дали се работи за Европа или за Америка се движи од 16 до 18. Така да во секој случај повторно цените барем во контекст на големите очекувања за раст на добивките нудат простор за и понатамошно, ајде да кажеме, одржување на пазарот на капитал на стабилно ниво и продолжување на растот на цените, секако во зависност од остварувањето во реалната економија и спроведување на овие реформски мерки кои што првенствено се очекува да се случат во економијата во САД. Во однос на негативните аспекти, би сакал да потенцирам дека после долги години на експанзивна монетарна политика, 2017 веќе тоа почнато посебно во однос на Централната банка на САД, почната е подигање на каматните ставки, референтната каматна ставка е подигната на 1% и очекувањето на пазарот се дека дополнително ќе следат уште две подигање на каматните ставки во текот на 2017 година, што секако негативно се одразува на кредитниот пазар преку подигање на трошоците за инвестирање. Понатаму, она што беше тренд во минатата година, меѓутоа барем последните показатели покажува дека има мало успорување, инфлацијата секако е ризик кој што треба да се зема во предвид, бидејќи забрзана инфлација ќе значи и подигање на каматните ставки, што повторно негативно ќе се одрази на самите компании, на пазарот на капитал, на процесот на задолжување. Очекувањата што веќе ги спомена во однос на новата администрација во САД се големи и речиси унифицирани од страна на целиот пазар. Доколку се случи да не бидат исполнети, ризикот од соодветен пат на пазарите на капитал е многу голем, бидејќи сепак тоа е процес на политичко носење на одлуки кој што во даден момент може и да биде успорен или ограничен, така да тоа секако исто така може негативно да се одрази на пазарите на капитал. Трговските војни кои што е исто така веќе во одредена мера и се случуваат со Мексико, со Кина и така натаму, тоа исто така ограничувачки влијае на пазарите на капитал. Бараните стапки на принос на обврзниците, како што веќе спомнав, се ниски. Тие изнесуваат 0,2%. Брзо зголемување на овие стапки во услови на, ајде да кажеме, менување на политиките првенствено во САД и во Европа. Веќе во Европа е почнато намалување на обемот на тоа квантитативно олеснување, односно купување на државни хартии и корпоративни хартии, обврзници, од страна на ЕЦБ и е спуштен износот од 80 милиарди на 60 милиарди месечно, така да тој процес, доколку се интензивира во наредниот период, секако ќе има негативен ефект врз пазарите на капитал. Како можности, она што сите веќе го спомна, би сакал да истакнам дека во она што е карактеристично, дека иако пазарите имаат постојан тренд на развој изминативе 9 години, сепак во ниту еден момент не може да се констатира, и претходните соговорници тоа веќе го спомна, дека управувачите на средства се охрабрени и полни со оптимизам за инвестирање. Напротив, се уште
како што приметивме, владее голема предпазливост. Значи, доколку дојде до промена на тој сентимент, очекувањата се дека пазарите на капитал би имале значајно позитивен ефект. Исто така, она што недостасува се инвеститори, ритейл инвеститори во акции, и секако најголем дел повторно веќе беше исто така споменато од претходните дискутанти, од вложувањето одат во врзници. Доколку тој сооднос се промени, тоа ќе значи голем потик за самиот пазар на акции. Од друга страна имате пиков пазар кој што трае од 2009 година, доколку и економски циклус кој што влегува во исто така 8 година. Вообичајно економските циклуси траеле 6, меѓутоа овој е надвор, да речеме, од просекот кој што е утврден во изминативе 50 на години. Сепак очекувањата се дека и за наредната 17 и за 18 можеме да очекуваме раст на добивките и приходите. Значи, веќе го спомнав она што е како главно очекување за развиените економии, продолжување на трендот на раст на приходите како резултат на раст на бруто домашниот производ во наредниот период. Она што е охрабрува секако е раст на приходите во растечките економии, гледани преку композитниот индекс МСЦ и Emerging Markets. Исто така, исто што е карактеристично е враќање на некое предкризно ниво, кое што беше забележано во текот на 2005 и 2006 година. Она што е карактеристично исто така се очекува раст на добивките. Повторно во рамки на овој сегмент битно е да се истакне очекувањата за раст на emerging markets, и секако маржите во Америка се очекува да останат високи, додека конечно посебно во рамките на Европска унија, после низа години, 7 години наназад, пат и стагнација на добивките, очекувањата се дека конечно оваа 17 веќе ќе дојде до свртување во однос на профитабилноста на компаниите, и конечно можеме да очекуваме раст на нивните добивки и на нивните маржи. Повторно, споредени со некои предкризни нивоа, може да се каже дека генерално позитивни се очекувањата. Во однос на македонскиот пазар, бележиме дека од почнувајќи од 2014 година има постепено стабилизирање. Монетарната политика, како што веќе испомнавме, оди во прилог на пазарот, бидејќи каматните стапки, оние кои што се, ајде кажеме, алтернатива на инвеститорите, се значајно спуштени во изминативе 3-4 години и денеска се наоѓаат на ниво 2%, така да одат во прилог на инвеститорите кои што бараат алтернативи. Она што е исто евидентно е, во текот на 2016 MBU10 оствари раст од 16,45%. Понатаму владе, ајде кажеме, мал интерес мерен преку обем на трансакции и да речеме број на транзакции и вредност по трансакција. Именно ако за репер ја земеме 2007 година, која што е исклучителна за македонскиот пазар во позитивна смисла, заклучокот е дека таа година била 10-кратно подобра во однос на број на трансакции, во однос на дневно тргување, зборам за класичен пазар во споредба со случувањето во текот на 2016 година. Меѓутоа, последните информации кои што се однесуваат на првиот квартал од 2017 година одат во прилог на пазарот и укажуваат на зголемување на интензитетот и динамиката на тргување. Се уште недостасуваат странските инвеститори, тие се на маргините, бидејќи ако ги погледнете извештаите, ќе заклучите дека во 2016 нивното учество во просек се движи од 10 до 15%, за разлика, ајде кажеме, од претходните години, кога во текот на 2007, пак ја земам таа година, изнесувал 50%. Ова се некои споредби кои што укажуваат генерално на високо,
кажеме, корелирање на македонскиот берзански индекс, односно усогласеност, посебно во период од 3 години со движењата на развиените пазари во однос на приносот. Меѓутоа, она што е исто така карактеристично е дека за разлика од сите развиени пазари, пред се американскиот и европскиот мерен преку такси карт, македонскиот се уште е во негативна територија, односно е 20% под тоа ниво кое што било, да речеме, на 1 јануари, за разлика од останатите кои што во изминатиот период пораснале за 100% во зависност од пазарот, што укажува дека во принцип постои потенцијал за постепено подигање на македонскиот пазар. Ова е уште една, да речеме, презентација табела која што оди во прилог на македонскиот пазар, именно ако се гледа коефициентот цена во однос на заработка по акција, се заклучува дека македонскиот пазар е најефтин, да кажеме, во споредба со сите овдека набројани. Од една страна, понатаму ако ја гледате стапката на дивиденден принос, до истиот заклучок доаѓаме, таа е највисока на македонскиот пазар. Слична е констатацијата и во однос на цена во однос на книговодствена вредност. Од друга страна имате очекувана ставка на раст на бруто домашен производ од 3,5%, што во секој случај е, ајде да кажеме, како индикатор во линија на тезата дека во принцип моменталниот price earnings на пазарот е значајно понизок во споредба со сите останати овдека зададени, доколку се земе растот на бруто домашен производ како некој индикатор што укажува на раст на добивките на самите компании. Накратко овдека се презентирани коефициентите на сите чинители на македонскиот берзански индекс и нивната структура. Накратко кажано, 60% од самите компании имаат price earnings кој што е помало од 10. Од друга страна, во однос на price to book имате компании, скоро сите, 80% имаат цена во однос на книговодствена вредност што е пониска од 1. Речиси сите со исклучок на 2, очекувањата на пазарот се дека оваа година ќе се сведат само на една компанија од дека презентираните. Се надам дека наредната година сите ќе бидат од дека листирани компании како компании што испаќаат на дивидендата, така да тоа дополнително очекуваме да го зголеми дивидендниот принос на ниво на самиот индекс, кој што во моментот изнесува 4,8 со, ајде да кажеме, намалување на цените на две компании што се значајни учесници во индексот, а тоа е Алкалоид и Комерцијална банка по исплатата. Овој индекс би се качил на 5,3-5,4%, што секако дава можност на инвеститорите да само по основ на дивиденди кои што ќе ги генерираат компаниите да остварат принос од вложувањето во фондот од 5,3%. Генерално може да се констатира дека компаниите кои што се составен дел на индексот очекуваат расти во наредниот период и на приходите и на добивките. Исто така бруто домашниот производ на Македонија е релативно влегува во групата на највисоки ставки и во регионот и воопшто во Централна и Источна Европа. Понатаму, она што е многу битно за македонскиот пазар и воопшто за македонските компании, дека после 7 години, како што спомнав, има зголемени очекувања за подобрување на состојбите во европската економија, која што е главен генератор на економската активност во Македонија, доколку се земе во предвид учеството на европската економија и во извозот и во увозот на Македонија. Понатаму, нешто што секако позитивно ќе влијае се одредени шпекулации за дадени компании за превземање, така да и од тој аспект реално е да се очекува раст на индексот во наредниот период. Као што веќе спомнав, се зголемува бројот на компании што исплаќаат дивиденда и се надам дека во текот на 2018 ќе
бидеме сведоци на индекс во кој што сите издавачи исплаќаат дивиденда. Секако не треба да се заборави политичката неизвестност која што трае веќе 2 години, меѓутоа повторно мислам дека тоа треба да се гледа повеќе како настан кој што може позитивно да влијае на пазарот, имајќи во предвид дека веќе 2 години оваа неизвестност трае, сепак нема некои поголеми пореметувања. Сметам дека доколку биде изнајдено соодветно решение, пазарот позитивно ќе реагира и по тој основ мислам дека по голема мера ќе бидат нивелирани овие разлики кои што веќе ги видовме во евалуацијата на домашниот пазар во споредба и со развиени и со растечки економии. За самиот фонд сакал да истакнам дека основна цел на фондот е да го реплицира македонскиот берзански индекс во структура, значи и вредност која што веќе беше претходно наведена. Целта на овој фонд е да воопшто начинот на кој што ќе ја спроведува политиката на инвестирање, всушност пасивна инвестициска стратегија. Ние веќе значи од 1 април е веќе формално формиран фондот и влезе во фаза на инвестирање на средствата, така да до сега, например, се инвестирани 15% во изминатиот период, ајде да кажам, се трудиме што е можно, помалку да влијаеме на пазарот во смисла на подигање на цените, односно настојуваме што е можно повеќе да го формираме, односно да инвестираме средства на фондот на начин да не влијаеме на нереално подигање на цените со оглед на ниската ликвидност на домашниот пазар, така да оној временски период рамка која што ни стои на располагање, се надам дека ќе биде повеќе од доволна за да во тој 6-месечен период ние ја постигнеме таргетираната структура која што е однапред дефинирана. Во однос на самиот фонд, како основни трошоци на самиот фонд кој што ги има инвеститорот, всушност е управувачкиот надомест. Во конкретниот фонд е поставен на ниво што е доста ниско, единствено паричните фондови имаат пониски трошоци за управување, во овој фонд е 1,25, од едноставна причина што од една страна е пасивен тип на управување, меѓутоа од друга страна сакаме да биде едноставно кажано атрактивен и да привлече внимание за да голем дел од инвеститорите во Македонија кои што се заинтересирани за македонскиот пазар го препознаат како начин на вложување на средствата во македонските акции. Понатаму во однос на влезната провизија исто така таа е во споредба, ајде да кажеме, со останатите акцијски фондови, исто така релативно ниска, се движи од 0,5 до 1,5% во зависност од сумата на вложување. За вложени средства до 500.000 таа е 1,5%, понатаму скалесто опаѓа во зависност од сумата до 0,5 за износи поголеми од 1,5 милион денари. Излезна провизија има за првата година фондот, бидејќи сметаме дека на тој начин барем од една страна ќе укажеме и ќе спречиме исто така да фондот се користи за краткорочно шпекулирање и заработки, бидејќи по принцип, како што и сами повеќето од вас сте свесни, се работи за пазар кој што е доста не е толку ликвиден, кој што и да овозможи нормално да речеме тие нови приливи и одливи да се сервисираат и заради тоа сметаме дека со оваа излезна провизија се трудиме да упатиме на подолгорочниот карактер на овој тип на вложување. Кои се основните предности? Значи, како што спомнав, со фондот вие добивате моментална ликвидност. Секој кој што ќе поднесе барање за откуп во рок од 7 дена, најмногу од 7 дена согласно законот ги добива средствата назад. Понатаму добива дисперзија на ризикот преку диверзифицирано портфолио од 10 акции издавачи кои што потекнуваат од 6 сектори во Македонија. Исто така карактеристично за овој фонд е се намалените трошоци во споредба, да речеме, повторно со оние кои што би ги имале доколку ги вложувате средствата во друг
фонд од овој тип акциски. Фонд, од друга страна, исто така сметам дека за инвеститори со помали средства, фиксните провизии многу повеќе би ги оптеретили во споредба со она што го добиваат кај нас како влезна провизија. Достапност е исто така карактеристика што оди во прилог на фондот, именно не се потребни големи износи, минимален износ е 1000 денари и вие всушност добивате широко дисперзирано портфолио за разлика да речеме од алтернативата што предпоставувам минимум 500.000 денари, ајде да кажеме, за да се направи соодветно портфолио. Исто така нудиме и можност преку различни модели на вложување во подолг временски период да се инвестира сума која што, ајде да кажеме, се квалификува во групата на суми со пониска влезна провизија, па на тој начин исто така инвеститорите добиваат можност и со пониски влезни трошоци во одреден временски период да постигнат инвестиционата цел. Транспарентност е една од карактеристиките секако, значи инвеститорот може во секој момент да провери вредноста на имотот и структурата на портфолиото. Од почетокот на мај се надам дека ќе видиме можности електронски преку индивидуализиран пристап за клиентите да овозможиме алатка која што на нашата веб страна ќе им овозможува да пристапат и да го погледнат вредноста на нивното вложување, така да тоа ќе оди дополнително во прилог на оваа карактеристика транспарентност. Независност, инвеститорите не треба откако ќе инвестираат средства постојано да ги пратат и да носат одлуки дали да ги купуваат, продаваат и чуваат. Едноставно кажано, инвеститорите имаат после, да речеме, вложувањето единствено задача да оценат во кој момент сметаат дека нивните инвестициски цели се задоволени, односно постигнате одреден максимум кој што сметаат дека е да речеме соодветен за пазарот и едноставно да побараат откуп на удел. На тоа се сведува нивната одлука, значи нема активно управување и губење време по тој основ. Карактеристика за овој фонд е исто така и автоматското реинвестирање на добивката, именно сите ефекти од вложувањата и капиталните добивки и дивидендите се реинвестираат во фондот. Она што е карактеристично за фондот е што, например, дивидендите не се предмет на оданачување, бидејќи фондот нема третман ни на правно ни на физичко лице, така да преку фондот всушност вие добивате начин да можете да инвестирате и средствата што би ги добили од дивиденди, што ако сте физичко лице, да речеме, наместо да бидат оданочени со 10%, на овој начин немате такви трошоци, односно ги надминувате тие трошоци, бидејќи барем за сега до крајот на 2018 година нема ни данок на капитална добивка, така да во целост се надминува, да речеме, тој дополнителен трошок кој што би настанал доколку вие индивидуално ги инвестирате средствата како физичко лице. Накратко, тоа беше се за фондот. Се надевам дека влегов во рамките на очекувањата на организаторот. Ако има некои прашања, слободно поведете. Не, има едно. Кости Ивановски. Фондот ќе го прати МБИ-10. Сега преговците ќе имате некакви одлуки во врска со маркет тајминг за да нема притисок. Дали може тоа и во однос на тоа што МБИ-10 е практично индекс кој што не е total return, односно него вклучува дивидендниот принос. Има позитив трекинг ерор. Апсолутно, тоа ми беше прашање. Дали ќе биде дали се надевам да, мислам кога ќе се формира структурата така како што е заделена, ќе под предпоставка да сме инвестирале пред година дена, значи дека овој индекс би имал 4,8% намален за управувачката провизија од 1,25 и 0,25 custody fee, значи тоа би било нето ефект, сакам да кажам. Во пасивна стратегија би сакале инвеститорите, предпоставам, да имаат што помал трекинг ерор или, да речеме, позитивни трекинг ерор. Но и тука и се поставува потребата да македонска берза направи еден total return МБИ-10
индекс, а може би и уште некој индекс кој што ќе опфати